Здраво, деца! Јас сум Татјана Грегова, воспитувач во детската градинка Мајски цвет во Битола. Сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам што денес ќе се дружиме на еден поинаков начин од она што го правиме во нашата градинка. Се надевам дека сте добро и дека имате прекрасни моменти со вашето семејство во овој период додека не доаѓате во градинка. Пред да започнам да ја раскажувам приказната за облачето Оцко, сакам да ве запрашам. Дали денес има нешто што вас ве развеселило или натажило да вие се почувствувате поинаку? Има. Сосема е во ред ако секој од нас во текот на денот се почувствува поразлично. Еве баш вака како овие облачиња. Ова облаче се чувствува стрекно. Ова облаче се чувствува весело. Ова облаче се чувствува налутено. Ова облаче се чувствува исплашено. Ова облаче се чувствува изненадено. А како се чувствува облачето Оцко? Гледајте ме и ќе слушнете во приказната што ќе ви ја раскажам. Сликовницата облачето Оцко ја напиша господја Виолета Наумовска, а илустрациите за истата ги нацрта господин Александар Поповски. Облачето Оцко денес е многу тажно. А има и зошто. Неговите другарчиња си играат барканица, а него го заборавија. Еј, сакам и јас да си играм, им довикна тој. Но тие занесени во играта не ни го забележаа. А може би сакаа малку да се пошегуваат со него. Залудно Оцко се обидуваше да им се придружи. И по многу обиди, тој толку се налути, па се навреди и еве го спремен да заплаче. Па не само спремен, туку и на вистина се разблага. Еј, тука ли најде да плачеш? Му довикнаа децата од полјанката. Па ние само што почнавме да играме. Хајде помести се малку понатаму. Оцко ке забриша солзите, се помести од пољаната и почна повторно тажно да плаче. Еј, полека, тука ли најде да плачеш? Му довикна чичкото, кој го поправаше покривот на својата куќа. Па само што се качив да го поправам кровот, а ти ме прекинуваш во работата. Ајде, помести се понатаму. Повторно Оцко ке забриша солзите и се помести од куќата на чичкото. И повторно, тажно, заплака. Еј, сега ли најдеш да рониш дождец, па јас само што излегов во градината да ги соберам зеленчуците. Подвикна бабата. Ајде, помести се понатаму. А подоцна, ако сакаш, наврати се. Тамам да ми ја полееш градината. Каде да одам на рајот да си поплачам? Си рече Оцко. Се сети. Ќе одам кај кладенчето. Па нему сигурно нема да му пречи малку дождец. И така, добриот Оцко отиде до кладенчето. А тоа пак само што се подготвуваше за попладневна дремка. Ете така, си рече кладенчето. Малку мир. Колку ли само метеш имаше утринава. Сите дојдоја вода да пијат. Шатки, патки, козички, срнички. Да, и медо беше тука. И тамам да задреме, ете го Оцко со неговите солзи. Еј, полека, сонливо му рече кладенчето. Сега ли најде солзи да лееш? А јас само што задремав. Ајде оди на друго место, да плачеш, јас и онака имам солзи. Па каде да одам? Збунето и малку налутено праша Оцко. На сите им пречат моите солзи. Ева не плачи тогаш, му рече кладенчето. Зарем ти не плачеш? Запраша Оцко. Никогаш, одговори кладенчето. Всушност, кога те гледам тебе со твојот лик, може јас да заплачам. Зошто? Збунето запраша Оцко. Па еве, огледај се во мене и види си коликот.
му рече кладенчето. И навистина, кога го виде својот лик во кладенецот, Оцко се збуни. Се стутка и му дојде уште посилно да заплаче. Ајде, ајде, му рече кладенчето. Сето тоа може да се смени. Ајде, сега насмевни се. Оцко се насмевна и гледај чудо. Му дојде многу убаво да се гледа во својот насмеан лик. Почувствува полет, среќа, задоволство. Не можеше да престане да го тегне ликот во насмевката. Чудесно, си помисли. Не знам зошто се смеам, но мене многу ми е убаво. Хе-хе-хе, му рече кладенчето. Па ни мајка ти нема да те препознае волку растегнат. Ајде сега да те прашам, зошто толку многу плачеше? Оцко се подзамисли, но навистина не можеше да се сети зошто сакаше да плаче. Ајде сега шетај со здравје и не заборави да бидеш насмеан, зашто кога ти се смееш, се околу тебе се смее, му рече кладенчето. И така добриот Оцко, иако не ги разбра сосема последните зборови на кладенчето, насмеан правејќи пируети во воздухот си замина. Кладенчето конечно можеше да дремне, навистина го заслужи тоа. Оцко го престрепнаа неговите другари и се зачудија на неговата насмевка. Па нели само пред малку толку многу го растажуваше нивното недружелюбие. Еј, Оцко, што ти стана? Еј, види, ние не те играме. Се мотаа околу него. Но Оцко не ги забележуваше. Престрекен продолжи со своите пируети по небото. Го помине игралиштето и децата му мафнаа. И гледај, му се насмевна. Тоа беше нивното благодарам што не им ја расипа играта. Го помине и кровот со чичкото кој зафатен со работата не ни го забележа. Добро што не го прекинав. Тој навистина има многу работа, си помисли Оцко. Помине и над градината над бабичката. Еј, ти пак дојде, му рече таа. Сега не би било лошо да пуштиш малку дождец. Ди сум расположен, и одговори Оцко. И баш затоа, рече бабичката. Паметам како беше пред малку. Но Оцко неа ни дослуша збунетата бабичка. Продолжи насмеано со своите пируети. И гледај чудо, веќе не му не достигаа другарчињата. Позади него цел куп облачиња насмеани правеа пируети исто како Оцко. Тоа прави насмевката. Кога се дели, се множи. Се надевам дека ви се допадна приказната и дека и вие, како Оцко, цел ден ќе имате насмевка на вашиот лик. Бидејќи насмевката ако се дели, таа се множи. А сега ве поканувам да излезете во дворот или на балконот, да погледнете во небото, можеби таму ќе го видите Оцко или некој сличен на него. За да се раздвижиме малку, ви предлагам да танцуваме заедно, додека ја слушаме песничката Облаче бело од нашето другарче Иван Николовски, која можете да ја најдете на следниот линк. За да научите убаво и лесно да цртате облачиња, ви предлагам да го погледнете следното видео на овој линк. Ви благодарам за вниманието, до следното видување, ве поздравувам и ви пресакувам добро здравје и убави моменти со вашето семејство.